Њујорк неделава е центарот на светската политика. Причина за ова е 78-то Генерално собрание на Обединетите нации, на кое свој говор имаат повеќе од 190 лидери на држави. Секој од нив има 15 минути за да го истакне својот ставот на државата од која доаѓа во однос на светските прашања. Годинава главните теми на Генералното собрание се климатските промени како и војната во Украина. Освен говор, Генералното собрание на Обединетите нации е погоден момент за средби меѓу лидерите на државите, а отвора и можност за решавање на спорови меѓу држави. И Северна Македонија има своја делегација тука во Обединетите нации, која ја предводи председателот на државата Стево Пендаровски, а своја агенда и средби има и министерот за надворешни работи Бојар Османи. Пендаровски денеска е предвидено прв да се обрати на денешната закажана генерална дебата, а претходно имаше свое обраќање на Советот за безбедност во однос за Украина. Оттаму Пендаровски повика на безусловно приморје и порача дека до мир се доаѓа со дипломатија и преговори. Пендаровски беше на прием организиран од американскиот председател Џо Бајден, но за сега е нејасно дали Бајден му испратил порака на Пендаровски со оглед на ставот на американската влада по новите измени на кривичниот законник со намалување на казните на функционерите, а тоа е дека корупцијата има потенцијал да ги поткопа стратешките амбиции на Северна Македонија. Се чини дека улогата на македонската делегација и примарните разговори на кои се фокусираат е интеграцијата на Северна Македонија во Европската Унија, процес кој е закочен, бидејќи Бугарија очекува уставни измени со вметнување на бугарите во него. Сепак, вниманието на светските лидери е војната во Украина. Во таа насока беше и говорот на американскиот председател Џо Бајден, кој во своето обраќање рече дека сад бараат по-безбеден и поправеден свет за сите. Тој до светските лидери апелираше да застанат зад Украина и кажа, цитирам, Русија сноси одговорност за оваа војна. Бајден повеќе не присуствува на Генералното собрание во Њујорк, а неговиот говор беше во вторникот. Претходно генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш на самитот за клима ги предупреди светските лидери дека нема уште многу време за да се избегне еколошка катастрофа. Мораме да го надополниме изгубеното време од непреземање итни акции, притисок и гола алчност на вкорените интереси кои собираат милиарди од фосилни горива, рече Гутереш. Генералната дебата на Обединетите нации почна во вторникот, а завршува утре во попладневните часови. Гласот на Америка на македонски во седиштето на Обединетите нации во Њујорк, Игор Стефановски.